Катастрофални и поразителни се поднесените измени и дополнувања на Законот за младинско учество и младински политики, кои што ги поднесла група на млади пратеници. Ова е ставот на младинската коалиција сега, според која што наместо одење напред и подобрување на состојбите со младите, новиот закон, ако се усвои, ќе донесе само назадување на целиот процес. Во многу елементи предлог измените ги ослободуваат од одговорност локалните самоуправи да го поддржат учеството на младите, да го засилат гласот на младите, да отворат младински центри. Сега едноставно се амнестираат институциите на локално ниво, кои што требаше претходно во постоечкиот се уште текст да го обезбедили да загарантираат учеството на младите. Според Илиевски од сега, за овие измени воопшто не биле консултирани младите, ниту пак граѓанскиот сектор, кој што повеќе од 2 децении се бори младите да го добијат заслуженото место во општеството и конечно да се слушне нивниот глас. Да го слушниме мислењето на оние кои што се дел од спроведувањето на законот. Тука станува збор за општините, службениците на млади, локалните младински совети, постоечките младински центри, бидејќи се тие кои што знаат што му фали да биде подобар законот. Без никој нив да ги праша не може да поднесе измени. На крајот на учеството, во фазонот на учеството не може да има учество на младите без директно вклучување на младите. Општина Прилеп е една од општините кои што веќе го формирале младинскиот совет, кој што треба наскоро своите барања да ги достави до општината. И официјално да се достават сите барања кои што локалниот младински совет ги има до општината, а и како што знаете, и како што во овој дел произлегуваат и сите обврски од Законот за млади и младинско учество, локалниот младински совет е советодавно тело на Советот на општина Прилеп. После ваквите реакции на граѓанските организации кои што се занимаваат со оваа проблематика, се очекува повлекување на предложените измени на законот и пристапување кон донесување на нови во консултација со сите засегнати чинители.